представува на некој начин механизам за да ја покажете оправданоста за своето стоење и вашата визија и како јавно предпријатие, меѓутоа и како менаџерски тим. Од тој аспект можам да сватам, можеби зошто секоја година амбициозно се настапува со продолжување на активности кои што се планирани, меѓутоа она што можеме да го видиме во еден подолг временски период од неколку години, значи како би можеле всушност да ја потврдиме довербата и оправданоста на тоа како се менаџира и како се управува со јавното предпријатие, покажува нешто друго, дека постои сериозен дисбаланс помеѓу она што е планирано и она што е реализирано по основната функција, по дефиниција за што ова предпријатие всушност постои. Имено, во делот на тоа колку е направено, посебно би сакала да го нагласам делот на ставките околу реконструкцијата на застарената и канализацијата мрежа. Ако погледнете во изминатиот период што јавното предпријатие планирало во поглед, а колку реализирало, ќе видите дека всушност воопшто не можете да најдете оправданост за делувањето на јавното предпријатие. Имено, во делот на реализација до 2013 година, скоро воопшто не е инвестирано во овој дел. Ако погледнете низ бројки, значи, во програмата, во она што е планирано во 2013 година, во делот на застарена бетонска канализација се напоменати 1468 метри, додека во програмата за 2014 година, во само една година, од денешниот ден гледано, ќе видиме дека за истата ставка за старена бетонска канализација имаме 1500 метри должина која што треба да се санира. Навистина ме зачудуваат овие бројки и не знам зашто тоа оди по нагорна, а не по надолна линија. Значи не само што стагнира, туку и должината во овој момент може да видиме дека е зголемена. Не сакам да споменам дека се уште стојат оние 1100 метри од јелези кои што воопшто не се чекат. За мене, по дефиниција, јавното предпријатие Нискоградка треба да се грижи токму за реконструкција и одржување на канализационата мрежа. Меѓутоа, наспроти ова, можеме да видиме дека во делот на трошоци за репрезентација, замислете, во оваа година која што изминува, 2013, која што ни беше изборна, стои фрапантна бројка од 800.000 денара, што е скоро дупло споредно со претходните години во истото предпријатие. Што се однесува до тоа колку е направено и колку во суштина јавното предпријатие сериозно гледало на интересите на граѓаните, поготово за оние населби кои што не гравитираат во централното градско подручје, како што е да речем населбата Ново Озер, за оние селски средини кои што припаѓаат на нашата општина, како што се Катридно, Орбат и Ново Магарево. Ќе видиме дека нас всушност во програмите години назад да се повлекува само президенција, односно копирање на она што сте го планирале и повторно навестување дека тоа може би оваа година ќе го направите. Толку околу делот колку. Значи за мене тоа е никол. Затоа што во суштина повторно ќе нагласам главната причина заради која треба да постои ова предпријатие, денерот кој што го собира директно преку сметките во самите граѓани, токму се однесува на одржување на постоечната канализациона мрежа. Второто прашање што исто така ми се наметнува и навистина долго време ме ставаше на размислување, прашањето како. Што се двете клучни прашања, колку и како. Значи, како и тоа што е направено всушност се прави? Во изминатиот период, ние толку поточно позицијското мнозинство дозволи изгласа одредување на кредит на ово јавно предпријатие, зголемени беа сметките кои што ги плаќаат граѓаните,
И тука лежи одговорот на тоа како. Ќе подсетам на една изјава која што баш ќе ја цитирам. Вели вака. Ќе се водиме за алтернативните начини за финансирање за набавка на основните потребни средства. Времето покажа дека алтернативните начини, директно и индиректно, директно преку сметките на граѓаните, а индиректно преку кредитното задолжување, повторно паѓаат на грбот на граѓаните. Од тој аспект, навистина можам да кажам дека лично за мене постои сериозен сомнеж во искреноста, во поставувањето на визијата во програмскиот дел на ова јавно предпријатие. За крај, навистина би посакала да ви прашам. Во некој така должлив ден, прошетете во долно Ориза. Таму нема да газите калнива вода. Таму ќе газите исполнетост на дупки, каде што водата не е калнива, туку се гледаат меури. На што се меурите? На што асоцира? И дали се извор потенцијална борба за инфекција, тоа сите може добро да го знаеме, без да побараме анализа на водата која што воопшто не е калнива, туку е уместа.